Вие споменавте соработката со централната власт, и бидејќи Скопје е една специфична средина во која што нели постои град Скопје, нели локалните избори се за град Скопје и за 80 општини. Што со тоа, како гледате на тоа, имајќи ги предвид искуствата досегашни, предпоставувам и од вашите колеги кои што ги споменавте, се надевам дека мислите дека сте во добро друштво, нели, во оваа кандидатура. Меѓутоа и од оно што како јавност, како граѓани го гледаме, колку е тоа важно и како гледате на тоа, соработката на општина Карпош со градот Скопје, имајќи ги предвид досегашните искуства. Како почетник, многу ми значи доброто друштво. Во изминативе 10 дена, ајде од официјалното почнување на кампањата, голем број на министрите, да не ги именувам сега, во попладневните часови, после нивните редовни обврски, беа мои гости во Карпош, разговаравме на сите теми, зависно со кој од министрите или замениците на министрите. Значи директна и недвосмислена поддршка во тој дел во рамките на кампањата. Значи веќе 6-7 од нив, веќе со 6-7 од нив посетивме одредени целни групи заеднички и сметам дека овој пат Карпошен имаат добра шанса и јас верувам дека ние ќе бидеме опцијата која ќе победи во Карпош, со тоа што ќе ја имаме и градската власт, се поизвестно е дека господин Торце Георгиевски ќе биде градоначалник на Скопје, централната власт е од редовите на ВМРО ДПМН.